Жителите на Кочани, вработени во јавните и во приватните институции, ученици од основните и средните училишта, денешната акција ја искористија за пошумување на 4 локации, при што беа засадени над 6000 садници од чемпрес и багрем. Денеска и по 16 пат се одржува акцијата за ден на дрвото, кога имаме засадување на дрвца, кога имаме засадување на нов живот. Сакам да од овде порачам дека ова ни е четврта локација која што имаме во општината. Локацијата на улицата 1 мај, каде што заедно со местното население засадивме оплеменети дрвца, заедно со комуналното предпријатие Водовод. Локацијата кај Колерски гробишта, каде покрај манастирчето Свети Димитрија засадивме чемпрес и багрем. Локацијата на Пониква, каде што професионалците од македонски шуми засадија племенити дрвја, и овде локацијата која што е најблиску до фабриката за вода, каде што засадуваме пред се багрем. Сакам да ја поздравам и оваа акција. Акцијата е можно успешна. Сите институции се пријавија, се појавија, сите засадија по некој дрвце и со тоа докажуваме дека ја поддржуваме оваа масовна акција на ниво на цела држава. Во акцијата за пошумување во Кочани учествуваше и Сонја Лепиткова, државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање. Министерството за животна средина, како и секоја година и како еден од координаторите на почетокот на акцијата Ден на дрвото, и оваа година ја поддржува акцијата. Јас сум денеска присутна во Кочани по трет пат и навистина сум среќна што сите граѓани на Кочани даваат поддршка на акцијата, засадија својата иднина и се надевам дека таа ќе продолжи во иднина како таква акција и ќе ги даде резултатите, и идните помлади генерации ќе можат на некој начин да бидат горди на сите нас што ја спроведуваме оваа акција за една позелена и поубава Македонија. Акцијата за пошумување ја координираше шумското стопанство Осогово од Кочани. Локацијата е на површина од околу 2 хектара, при што засадивме околу 4 до 4.500 садници од багрем. Значи, граѓаните веќе си ја знаат добро својата работа. Гледаме ние од аспект на стручност, веќе се доста стручни и знаат како треба да се садат садници. Значи, ова 8 година поред можам слободно да кажам дека граѓаните се научија да садат садници. За наредните акции сметам дека ќе бидат уште помасовни, за да можеме да ја озелениме комплетно нашата држава. Во акцијата беа вклучени и голем број на ученици од кочанските основни и средни училишта. Да, јас засадив дрво и тоа го засадив и прелани, кога исто така имавме ваква акција. Засадувањето на дрво представува засадувањето на нашата иднина, бидејќи има повеќе чист воздух и нема да се загалува толку често. За нас поставува да дишеме почист воздух. Акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина во Кочани ја поддржи и комуналното јавно предпријатие Водовод, чии вработени се вклучија во самата акција. По овој денот на дрвото и комуналното јавно предпријатие преку своји представници се вклучува и поддржува, како и секоја година на повеќе локации поддржува акцијата за посадување на дрвото. И ние денес искористивме прилика да посадиме по некое дрво. Знаеме што значи за екологијата, посебно во овој крај, како што гледате голотини нови редови, но секако и апелираме и после тоа кога ќе се посадат, од животни, има оштетување, тоа да се заштити, за да може генерацијски ова да биде еден добар предел, пред се еколошки филтер за градот. Денешнава акција Ден на дрвото засадија својата иднина беше реализирана и во општините Зрновци и Чешиново Облешево.